Вчера направивме уште една ергенска забава. Што значи уште еден од ергените од мојата генерација падна в тавче. Или што ви рекле патриотите, го дава животот за каузата. Или што ви рекол обичниот народ, арно ти текна. Пошто знаеш како овде. Завршва средно и од тука натаму, ајде шо чекаше работа. Тоа што ние на 30 кусуро се жениме, тоа е друга работа. Остенете нас. Што значи вчерашниот ден ме потсети дека влегваме во сезона, периодот на свадби. И јас не ќе сум јас ако не направиме малце муавет на таа тема. Пошто знаеш како, за разлика од нас што се жениме после 30-та, има деца што се женат помлади и море не знаат кај терат, треба некој да му кажи од искуство како и женет и не женет. Пошто кога што ми имат луѓе за благодарвано за тие теми, за ниедни други ми нема. Дошо имам сретнато човек, гледа оние ти гледав за свадбите преа. Така што во знак на сезона и во знак на паѓањето в тавче на другар ми. Па и на брат ми пред 3-4 месеци Петко Куиво. Денес ќе правиме муавет за свадбите, свадбени подготовки, мажи, жени, разлики и така на, пошто мора тие разликите се спомнат, не може иначе. Така што батина спремајте се, плавајте таму под везици како се вика чоклавате, не знам. Пуштаме шпица и одиме. Ајде бате, пуштај. Се уште недовршена шпицата, слушам жането од негде таму, преку 7 реки, 7 планини. Маре. Те женеле после 30-та. 30-та. Чуето стари ерген. Ами се знај, ќе заврши школу и одма земај барај, завршвајата работа. Шо побрзо, деца, шо побрзо. Шо било то чекање до 100 години? Туку сигурно не можеле да се женат, затоа да може кој неки да се жени. Така што одма да ви го расипам рајот. Не е дека не сме се женили од и не сме можеле. Значи то дефинитивно не е причина. Не сме се жениле порано, затоа што не сме го нашле тоа што требало го најдим. Затоа што сме некеле да правиме грешки како што сме виделе луѓе да прават. На крајот на денот нема ни правило, нити кога треба се жениш има правило, нити како треба, нити што треба, нити деца, ништо то нема правило. Тоа е индивидуална работа. И секој треба да направи така како што мисли дека треба да направи. Дали ќе сгреши или ќе погоди, то не е битно. Пошто ако погоди, значи требало да погоди, ако не погоди, значи ќе треба да научи од грешките и да најди чаре да погоди. Ама на крајот на денот никој не знаеме судбината што ни нуди. Јас лично познавам луѓе што биле 10 години заедно, се зеле па се развеле по 3 месеци. Исто така познавам луѓе што биле 3 месеци заедно, се зеле и му е убајна живот. И затоа тој табието на постарите генерации особено, што си земат за право на се да коментира, ама ич не ми се вендис. Пошто ај мене шо и да ми речиш многу не ми менва во живот, аз пак и се отерам помал. Ама има луѓе на кои стварно му се прави притисок. Тие повозрасни тие не те прашват еднаш да речиш ќе те праша, ќе му одговориш и готово, не беват. На секое гледање по 200 пати. Ајде, што чекаш? Ајде земај се побрзо. Ама нема чекај. Те знај се земаш одма дечиња, секој летенце детен. Секој летенце детен. Ајде сега замини сега во моментот, ајде. Да се кабил ќе те спаковат вака во моментот и готово. И што сакаш речи не е битно. Кој те праша што мислиш ти? Што има врска како се работи за твој живот? Тие што ќе ти речат така. Џабе му велиш ама не можам да најдам. Не е правото време. Не знам кариера, работа, здравие што е. Не е битно за нив. За нив е битно тие како што имаат замислено дека ти треба да живееш. Пошто тие многу успеале како што имаат замислено си го живеат животот, па сега ќе ти кажуват тебе, ама добро. И го кажуват ајде како ова плукни залепи да е. Век сега ќе ти речи и ти утре одма прстено так, свадби, деца во секундата се дешава. Чекајте малце мор. И берикјат да ти кажем право што јас никогаш сум го немал тој проблем. Ретко кој од подалечните роднини некогаш ќе речеше нешто. Од моите никогаш нити ме прашал некој нешто, нити што планирам, нити како, нити ништо. Рајат глата скроз. Затоа сум благодарен до тука биде. Ерма затоа има луѓе што прво цел притисок од дома му почнува, па после натаму сите. Пример татко ми. Татко ми ја зел мајка ми кој имал 36-7 години. И рачуне дедо ми биле 7-8 деца, баба ми биле 7-8 деца. Што значи 5-16 души нагламу си имат качвано минимум. Ајде, шо чекаш? Ајде, кога, како, зошто? Можда затоа и мене никој не ме праша, пошто си знае луѓето дека кога ќе треба ќе си средаме. Ама затоа има луѓе ден денес што божи немат 5-16 вујковци, вујни, стрини, тетки така натам. Ама тие неколку што се одум ќе го извад. Или ќе извад. Мене едино дедо ми имаше еднаш 2 пати прашано во векот на 20 и некоја година. И се сеќавам убаво на еден муабет. Јас нешто правев низ дома, не знам што правев. Ете го иди тале од таму. И прво те прашва некој прашање што нема врска со ништо, што правиш, кај беше, кај одиш оваона. Како интро ме сваѓа. И после тоа прашва кај што го боли него забав. И факултет заврши, а? Да, дедо. И свириш некаде, свири. Свирам како не, свирам, пеам, све прам. Хуб. Јарно, ама ја да не кажува многу, ама сакат бркање работето. Свадби која ќе правиме, правнуци треба да гледаме. Што знам бе дедо има време. Оти што знај. Оти не се жени. Јас за да не ме прашва многу, бе што знам, не можам да најдам вистинска. Не можам да погодам. И затоа пошто мај тапче чекаше баба ми да помине од негде, пошто да цело време низ куќе. Не можеш да погодиш, ај се врти ја гледа поминва тука и наглас. Нити ние сме погодиле, нити ти ќе погоди. Туку замижи и рипај. Ја слушаш баба ми од таму, да те вркни
Значи на крај на денот не било ни битно тоа што ми го кажува мене, битно беше да се гибни со баба, а бога ми по раката му беше чеши. Демек загаѓање не погаѓаш, ти туку рипај таму, ајде, па после како ќе иди ќе тера. Јарно, ма затоа аз ги зафркнав сите, си почекав и си погодив, па се вие како сака. Ама па и не можам да речам дека и не е во право до негде. Пошто што мислиш ти на времето погаѓале сите? Прво и основно не ни ги бирале сами. Стројници бата ќе пушти овај кај онај, ќе си напрат муавет, ќе се договора и не било то случајно ќе пушти стројници. Туку ги бирале по табиет, по ова, по она, за да можат да функционират. Ако е тој побрз, та да биде помека или обратно, овај може ова, таја може ова, значи ќе се вклопа. Тоа е една од причината зошто тие бракој трае. Другата причина е начинот на однесување и на сваќање на бракот, тоест начинот на кој тој треба да функционира, почита, пошто на никој никаде никогаш не му е идеално. Ама тогаш дури ако не го направиле тие изборот, туку бил направен за нив, тие сепак давале 200% за да функционира работа, пошто поќе не се работи само за нив, се работи за идните поколени. Не било во секундата, ова не чини сега готово, крај. Не бебате, не чинеле многу работи ако правиме муавет реално. Ама дали од пусти страм, дали од што ќе речи народот, дали од такво воспитување што го имале тогаш луѓето, никој не станвал одма да се откаже од приказната, туку сите работеле на случајот за да се попре. Се некој работеле, некој трпеле. Значи има секакви случаи, тоа е факт. Не викам дека бракоите тогаш биле совршени, далеку од тоа. Ама сам да речам, луѓето не се поставувале, не тргнувале со агендата дека ќе пробам, ако нешто малце нешто има одма баталваме работата и готово. Не бате, влегвале во приказната и правеле се што треба да направат за приказната да опстои. За разлика од денешно време, кај што луѓето покрај изборот што го имат и покрај тоа што сите желби можат да си ги исполнат ако сакат, ти па на крајот ништо не му се годи, ништо не му чини и цел свет му е крив. Тоа ти го прави тоа егото, таа алчноста што имат луѓе, ненаситноста, незадоволство. Никој поќе не е задоволен со основните работи, ретко кој. А како што велиме стално тука, малите работи ја прат среќа. Затоа некои луѓе се стално срекни, а некои луѓе се стално незадоволни, мизерни, ништо не му чини така натаму. И затоа сакав да го направиме овај муабет, пошто многу луѓе денешно време брзат со тие женитби, мажачки и такви работи. Само заради тој пусти притисок, дали од блиски, домашни, роднини, пријатели, странци и така натаму. А нема потреба ни од притисок, ни од ништо. Пошто да, битно е да се жениш, да се мажиш, да направиш свадба, да направиш фамилија, дечини и така натаму. Ама уште побитно е да го направиш тоа тогаш ти кога ќе мислиш дека треба, со личноста која ти мислиш дека треба, во време и простор кога ти мислиш дека е најдобро за вас. Пошто вие двајца понатаму ќе треба да го градите животот, да направите нова фамилија. Вие да, ќе бидите уште фамилија со вашите во секој случај, ама почнувате нешто ново, едно ново стебло почнува. Не можеш да почнеш нешто такво под притисок од други луѓе. Тоа е хаос. И затоа викам, има многу возрастни луѓе во држава што многу си дозволуват, многу се мешат на младите. И тоа го разбирам, родител си, сакаш да го заштитиш или да заштитиш, да му возможиш поубав живот, да не врват низ некои глупости низ кои имаш поминато или имаш чуено луѓе дека имат поминато. И тоа е се во ред, се си стои. Ама тоа не треба да се прави по секоја цена, пошто на крајот на денот на твоите грешки имаш учено ти. Не можеш да учи некој друг на твоите грешки. Има некои работи што луѓето треба да си ги направат сами. Дали ќе сгрешат или ќе погодат, дали ќе успеат или нема да успеат во тој момент, некогаш едноставно треба му дозволите на децата ваши што поќе не се деца, че им дошле до овај степен, ама нема врска, да почнат да функционират сами да си ги сносат и одлуките и одговорностите со одлуките и последиците и убајни. Пошто сите сакате децата ви бидат самостални, ама некако не ви се пушта да бидат самостални, така? Некако многу тешко е да му дозволиш сами да донесат одлука. Така што малце вие повозрастните потпуштете ги тие уздите, не мора толку зуздани да ви се децата. Пошто деца се зауздуват дур се мали. Пошто ти ако детето го немаш од мало воспитан, и ако не си ја завршил работата како требало, ако се развивало како човек, сега веќе кој е развиен човек, не дека не се учат одредени работи, а многу потешко. Пошто вашите планови за вашите деца не значи дека се и нивни планови. А само заради тоа што сте му дале живот, не значи дека тој живот ви го борчат вас, не значи дека вие треба го живеете нивниот живот. А тоа е вашиот живот за вас. Нивниот е за нив. Дај му љубов, воспитување, се што треба му дајш и пушти го да оди. Дозволи му да созреат сами. Се негде ќе погодат, негде ќе грешат, исто како што и вие направите. Ама таков е живот, така треба да биде. Не треба, мора да биде така. Башка чара, јок, што мислиш ти ако му кажуваш нема да сгрешат? Пак ќе сгрешат. Само што тоа уште поке тебе ќе ти е криво, оти цела вина ќе оди кај те. Зато доста ги притискате децата, не му напнувајте од ниедно време од млади години, ајде шо чекаш? А бога ми не му напнувајте и на стари години, пошто дотогаш сигурно му е кристално јасно како функционира се и веќе си имат направено некој мислење. На крајот на денот пак ќе речеме нивни живот. Тој што сака да направи таков чекор ќе го направи. Дали на 20, дали на 30 ќе го направи. Тој што неки да направи или не може да направи, или има скроз поинакви погледи. Кога сакаш напнувај
му нема да го смениш. Така што олавајте си ја душата и вие, олавајте му ја и нив, пошто најчесто во животот работите се дешават кога ќе остаи животот да тече. Пошто многу често сме биле сведоци дека се дури се замараш за нешто, дури си под обсесија со тоа, нема да ти се случи. И во моментот кога ќе олаваеш работата, кој речиш дај доста, се убив од замарање, нема смисла поќе, ќе оставам да течат работите природно, природно ќе си дојди нешто. Исто како што си дојди крајот на епизодата. А мисле дека ќе зборам за свадби, веридби, такви работи, ама не и се веќе направиме другата епизода, па му веќе се кире. Некако ми дојде ова природно го кажам, пошто гледам дека многу млади луѓе се мачат со истите работи. Јас кој што реков, фала Богу го немав тој проблем и да го имав многу не тркалам јас такви работи. Ама затоа има еден тон луѓе што ги познавам, што го имале или ќе го имат допр. А битно ми е од време на време битни муабети да правиме, пошто ако не направиме тука никој нема ги направи. Така, толку од мене за денес. Се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.